председателке, почитуван господине Хамиди, почитувани представници од други институции на Република Македонија, почитувани колешки и колеги, почитувана македонска јавност. Никогаш не е на одмет екстензивното искажување во поглед на добро сработената задача, особено ако е номотехничка, но и вие и јас ке се согласиме, господин Хамиди, дека ова е задоцнет извештај. Марк Мазовер во кратка историја на Балканот вели: ако секаде во светот часовниците чукаат со ист ритам, само на Балканот секој часовник на различно место чука на различен начин и во различно време. И како што доцниме по 50 на 100 години за се, така и во однос на овој годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво, во поглед на условите во кои што се наоѓаат правата на децата во Република Македонија, зборуваме денеска на 15 декември 2022 година и не е ни прв, не е ни последен, тоа се случува насекаде околу нас. И ќе ви кажам една забелешка и ќе ви кажам зошто мислам дека ова ни се случува. Во ситуација кога се е форма, без суштина, една волку есенцијална тема, како што е третманот на детското престапништво, ќе биде секогаш дебата која што ќе остава запирки и точки ќе се провлекува година за година, иако во моментов, паралелно, го носиме и е во фаза, нели во понеделник почнува и собраниската јавна расправа за буџетот за 2023 година. И магионичарите во владата, мислам дека ги имаат сите алатки во рацете да дадат приоритет на ваков тип на прашање во општеството, но тие никогаш нема да дојдат да бидат толку важни, бидејќи одговорноста не може да се измери. Едноставно не постои одговорност. И не е само сега, нема да го ниту да ги бранам, нема ниту да ги напаѓам. Народот вели: криво седи, право збори. Јас така сакам да се однесувам и секогаш се држам до тој принцип. И порано беше така. И заради тоа стана колективна одговорноста на општеството и затоа нема виновници. Повремено ќе дисциплинираме некој кој што е небитен според овие големи играчи, ќе покажуваме сила на тие луѓе или ќе покажеме дисциплинска мерка, но ништо суштински во општеството нема да се смени. Сега, бидејќи наша обврска е сепак ние да не дозволиме да пропаднеме и да се удавиме во таквиот медиокритетски однос, мене ќе ми дозволите да кажам неколку работи кои што сметам дека ќе биде добро и јавноста да ги знае. Особено тие кои што ме следат мене како пратеник. Денеска зборуваме за Државниот совет за превенција на детско престапништво. Тој го води мојата почитувана колешка професорката Гордана Лажетич, исклучителен познавач на областа и на ова гранка на правото. Овој Државен совет е самостоен и независен во вршењето на својата работа, но покрај сите надлежности кои што ги има, јас нема да одземам вашето време да ги читам сите посебно, сметам дека она што суштински го нема, тоа е алатката за превенција. И вие спомнавте убаво, значи дека она што е предлог на измени на законот за правда на децата, кој што е се уште не е дојден на дневен ред, претпоставам тука кај нас на нашава комисија ќе дојде, има неопходност и бара малку посериозно како општество да се занимаваме со овие прашања. Значи, би сакала да укажам дека со Законот за малолетничка правда, донесен во 2009 година, се воспостави основата за систем на воспоставување на правда за децата засновани на меѓународни основи. Потоа со Законот од 2013 година, тој беше последователен на претходниот закон од 2009, се изврши понатамошно детектирање и озаконување практично на правата на децата.
Овој закон треба да се знае дека се заснува на одредбите на Конвенцијата за правата на детето и им дава предност на превентивните, заштитните и воспитните мерки при примена на мерките и санкциите утврдени со законот, а тоа е пред се утврдување на најдобриот интерес на детето, почитување на ставовите на детето, правото да биде ислушано и правото неговиот интерес да биде земен како примарен, значи е она што е, нели, хуманата, цивилизираната жичка на ова што го зборуваме и денеска. Кога говориме за тоа и затоа постои, значи, Државниот совет за превенција, мораме да водиме сметка и за ресторативната правда, тоест вонсудските постапки за действија на децата што со закон треба да се предвидат како кривично дело или прекршок, и тоа е една дебата која што ние сите ќе треба малце посериозно да ја третираме, бидејќи сите сме свесни, или барем оние кои што имаат допир со овие состојби, дека за да постои деликвенција треба да има и причина да дојде до таму. Многу ретко други, нели, психолошки појави може да доведат до девијантно однесување, посебно на младите личности. Овие пред се резултат на недоволна грижа, недоволно образование, недоволно посветени образовни и културолошки мерки за развој на една личност, неинтерес на општеството за нивно инклузирање, значи за нивно инклузивно однесување. Јас сум, например, порасната во Капиштец, во Скопје, од терасата, значи се наоѓаше домот за деца без родители 11 октомври, ние пораснавме и како семејство и како комши со тие деца, и мене, например, ми било многу чудно понатаму во животот кога луѓе правеле дистинкција меѓу едните и другите, бидејќи тоа во времето на поранешната голема држава во која што живеевме беше многу поразвиено отколку овие 30 години. Денеска, например, не знаеме каде се децата. Ги деинституционализиравме, ги пративме по семејства, некој е села. Се изгуби трагата. Јас сум сведок во животни прилики, дека мислам дека многу беше подобро кога тоа беше поинаку уредено, тоест претходното уредување, и мислам дека она што се случи сега ги изгубивме едноставно од вид. Можеби, нели, секој си има своја судбина, секоја една личност има свој животен пат, но многу е подобро кога ќе им помогнете и ќе им дадете повеќе шанси. Тоа е тема за друга дискусија, но ете, и тоа едното со другото се надоврзува, бидејќи порано имаше, ми се чини, поголемо внимание, се обраќаше внимание на едукативниот момент, а потоа истите, нели, им се даваше шанса и да си дозволат стамбен простор, да живеат пристојно, да добијат работа во државата, да се денеска не сум сигурна дека е тоа така, дај Боже да грешам, не инсинуирам ништо, само сум загрижена. Например, би било добро да ви укажам и на тоа дека според податоците има известно намалување на децата со ризик на годишно ниво, но тоа е некаде од 2015 година, пред да се случат овие промени. Значи, бројот до 2017 има 2131 дете, значи, кое што е евидентирано, значи, како деца во ризик, тоест 1444, но ова се само официјални бројки. Понатаму во 2018 и 2019 година евидентно статистиката официјална кажува дека се бележи повторно раст на бројот на деца во ризик, при што 2019 година повторно се враќа на она, нели, на она 2015 која што е, нели, кога и почнато поофицијално веројатно да се истражува и да се води сметка за овие состојби. Во однос на полова структура забележано е дека во сите овие години доминираат машките деца, но и дека овој процент постепено се намалува во корист на женските деца, кои во 2019 година биле повеќе од 1/5 од вкупниот број на деца во ризик. Според мислењето на релевантни лица од оваа област, значи оваа состојба може да се објасни со фактот дека машките деца се изложени на поголем ризик да дојдат во допир или во конфликт со законот, што може да се должи на традиционалните ставови и верувања за позицијата на машкото дете во семејството,
понатаму одредени влијанија на локалната средина, позицијата во машката врсничка група, но и одредени стереотипи и предрасуди. Секако можеме да видиме дека оваа структура полека се менува, па останува следење на ова се во наредните години. Тука исто во извештајот некако не го гледам тој третман, можеби е нешто што се провлекло или немаме доволно информации, но јас тука би додала дека тука имаме, на ова мораме да го надоврзиме и трафикингот, тоа е криумчарењето, каде што па повеќе се застапени женските деца, како и други нус појави кои што се поврзани со проституцијата и питачењето. Она што треба да имаме во предвид е дека дете во ризик е дете кој има 7 години, но нема 18 години. Значи во таа старосна група се зборуваме, значи, за дете. Тоа се јавува, значи дете кај кое се јавува општествено неприфатливо однесување, кое е сторило прекршок, кривично дело за кое е предвидена парична казна или затвор до 3 години, а во оваа категорија спаѓа и дете кое не сторило кривично дело или прекршочно дело, но е жртва или сведок на кривичното дело. Би сакала само уште малку накратко, значи како што веќе кажав, во однос на извештајот сметам дека е задоцнет. Во октомври 2022 година тоа е доставен до собранието, а прашањето нели е ставено дури денеска да го дискутираме на дневен ред. Не постои некоја суштинска дебата која што навистина ќе го покрене, ќе направи драйв во општеството за да се истакне ова навистина на ниво. Го немаме ова прашање ни во медиумите, го немаме никако проекти кои што би се развивале повеќе по основните и по средните училишта, па и во позаостанатите рурални средини, каде е неопходно истото да биде третирано. И мислам дека од таа причина и многу се мали можностите за подобрување на состојбите во однос на времено решавање на проблемите. Знам дека во законот нема некој прецизен рок за кога би се доставил, но тоа е пак ќе кажам едно номотехничко и тотално значи маргинално прашање по мене. Значи, едино што можеме вака од ова што вие ни го давате како извештај, јас што можам да го забележам, е дека според овие препораки кои што ги приложивте во извештајот, можеме нешто да направиме како собрание во поглед на ова прашање, а исто така можеби треба да се потрудиме малку побрзо или поефективно да го донесеме законот за правда на децата. Ви благодарам. И благодарам, колешке.